Здраво на сите, јас сум Лили, мајка на Јан, и денеска сакам во ова видео да ви споделам наше искуство за градинка овде во Германија, од самиот процес на аплицирање до добивање на место во градинката и се што ни е потребно за првата ден во градинка. Се надевам дека ова видео ќе помогне на многу мајки што се овде во Германија, за да им се олесни малце процесот, затоа што јас имам слушнато премногу искуства, премногу прашања од мајки, како оди, каде да аплицирам, што треба да правам, што ми треба за прва ден во градинка. Сето тоа вие го добивате во документите што ви спасуваат, но јас сакам да го кажам за да им биде малце полесно сите мајки што живеат овде. Та работа што треба да ја направите е да си аплицирате на сајтот WebKita и да си ги штиклирате 5 градинки. Ви дозволува самата апликација да штиклирате 5 градинки кои што се во вашата близина. Доколку има место, ве контактираат од самата општина за да ве прашаат дали вие се согласувате, има место во таа и таа градинка, дали вас ви одговара. Кај нас случајот беше така. Ние чекавме за место 2 години и од кога веќе се ослободи едно место, нас не контактира и не праша дали се согласуваме ние да ја посетува таа градинка нашето дете. Јас без многу размислување веднаш прифатив, затоа што чекавме 2 години. Јас мислам дека моето дете треба да почне да посетува градинка, затоа што ние дома го зборуваме само нашиот мајчин јазик, тоа е македонскиот, и мислам дека него ќе му биде подобро да се дружи со дечиња, да биде самостален, да учи нови работи. Секако дека во градинка има принцип и е многу полесно за детето. Секако, доколку го прифатите тоа место во градинка, вас ви стасува по пошта документи, договор, треба да се потпишат и тогаш добивате термин во градинката, така да што имате можност да ја запознаете и детето да ги види сите простори и активности. Многу е битна книжката за сите вакцини, дали вашето дете ги има примено сите вакцини, тоа го носите и на состанокот во градинката, да проверат дали сите вакцини ги има примено вашето дете. Многу се битни тие вакцини овде и доколку ги нема примено сите вакцини, процесот се отежнува. Сега сакам да ви ги покажам и кои ствари нас ни се потребни за првата ден во градинка. Добивате ваков список. Овде пишува кои ствари се најпотребни. Сега вака. Прво и основно е пишано на списокот дека треба јакна за дожд и панталони за дожд. Тие изгледаат вака. Еве ги панталоните како изгледаат. Овде имаат ластиче за да не пропушти дожд, а исто така еве и јакната како изгледа. Не пропуштаат ветер и дожд. Зошто ги бараат овие ствари? Затоа што и јас кога разговарав со надлежната во градинката, таа ми објасни дека децата во таа градинка 90% од времето го поминуваат надвор. И затоа, без разлика дали врнело, дали било зима, дали било лето, децата си го поминуваат времето на отворено. И затоа е многу битно за есенските денови, поготово овде во Германија стално времето е променливо и исто така бараат и топлинчиња. Јас одлучив за марката Елефант, мислам дека е добра за ножето на детето. Ранче, нормално, ова за ужинка, навлака за перниче, најбитното се гумени чизми. Јас одлучив за овие што може да се стегнат, за да не пропушта вода внатре во ножето. Шише за вода и што имаме друго?
Да, алишта нормално, нели, за пресоблекување. Доколку вашето дете се уште носи памперс, треба памперс, крема и исто така влажни марамчиња и нормално патики за секојдневна употреба. Овие гумени чизми што ви ги покажав се користат само доколку надвор времето е врнежливо, а тие излегуваат надвор во вид на прошетка, доколку си играат во дворот на градинката, а нормалните патики се користат, нели, секојдневно. Јас мислам дека ништо не заборавив. А да, и цуцла, доколку вашето дете се уште користи цуцла и тоа треба да си го понесете. Ова се треба да биде подпишано со името на вашето дете. За, нели, многу деца се, секој мора да има подпис, да се знае кој е на кого е. И мислам дека тоа е тоа. Доколку нешто не ви е јасно, може слободно да ми се обратите на мојот Instagram или Facebook профил, исто така и на TikTok може да ми се обратите. И доколку нешто имам јас заборавено, може да ме посоветувате. Се надевам дека помогнав барем на една мајка со ова видео, а доколку сакате повеќе вакви видеа, пишете во коментар.